Главната расправа за предметот во кој Мерко е обвинета за незаконска набавка на службено луксузно возило марка Ауди почна од почеток поради промена на судечкиот судија. Против него се поднесени вкупно 9 обвиненија за кои има активни судски постапки, а во секоја му се заканува и затворска казна. Денешното судење го следеше колешката Емилија Мисилиевски. Емилија, за денеска беше закажано уште едно рочиште, но тоа беше одложено. Повели со информациите. Така е, Александар, денеска во Основниот суд во Струга од почеток почна судењето во кој струшкиот градоначалник Рами Смерко е обвинет за незаконска набавка на 4 службени возила, меѓу кои и луксузното возило Ауди А6 од 67.000 евра пред некаде 6 години во време кога општина Струга имаше блокирана сметка. Судечкиот судија Јордан Јованов го презеде предметот од неговата колешка и денес тој го отфрли барањето на одбраната за отфрлање на обвинението поради застареност. Овде предлагам да ја слушнеме изјавата на судијата Јованов. Со оглед дека веќе претходно беше донесено решение од колешката што го водеше предметот дека не се прифаќа приговорот, бидејќи расправата почнува одново, јас повторно ја донесувам одлука, бидејќи сметам дека има прекин на рокот на застареност. Од тие причини расправата ние отворивме и почнавме со следување на доказите. Од тројца сведоци кои требаше да сведочат денеска во Основниот суд во Струга, се појави само еден. Тоа е ревизорот од Државниот завод за ревизија Нада Бојаджиевска, која беше дел од тимот што го подготвуваше ревизорскиот извештај за 2018 година за општина Струга, кога всушност и беше набавен овој спорен возен парк за кој што има обвинение за градоначалникот Рами Смерко. Таа кусо се задржа во судницата, беше повикана на барање на одбраната, значи е сведок на одбраната, кога адвокатот на обвинетиот Мерко ја праша дали останува на мислењето од ревизорскиот извештај за 2018 година, таа рече дека мислењето може да се промени само со нова ревизија, на што потоа одбраната рече дека со тоа се потврдува нивната теза дека нема ништо во незаконито во постапката за набавка на возниот парк во општина Струга, затоа што во ревизорскиот извештај нема забелешки по тој основ. Како што кажа и ти, Александар, денеска беше одложено судењето за предметот во кој што струшкиот градоначалник Мерко е обвинет за поттикнување на нетрпеливост, омраза и раздор со поставување на спомен плоча на општинската зграда, испишана на албански јазик, на која јавноста бурно реагираше дека се велича фашистичката окупација на Струга во Втората светска војна. Ова судење е одложено поради болест на обвинителот и двата предмета продолжува, значи судијата Јордан Јованов ги закажа за во април. Исто така и за утре има закажани 3 рочишта против струшкиот градоначалник Рами Смерко. Сите се за предметите за незаконско поставување на директори во основните училишта во Струга. Всушност има 9 обвиненија против струшкиот градоначалник. За сите има активни судски постапки и за сите му се заканува затворска казна. Александар? Да, а токму за струшкиот градоначалник Рами Смерко и Соединетите Американски држави но го поставија на црната листа, а го сомничат за сторена корупција. Емилија, ти благодарам за ова вклучување во вестите.